Единствените црвени линии кои се поминаа во Македонија се грубата продажба на македонскиот идентитет и македонската историја. Вака лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски одговори на обвинувањата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј дека претениците на ВМРО ДПМН со своето однесување за време на собраниската дебата за францускиот предлог ги поминале црвените линии. Единствената црвена линија која што е помината е линијата на достоинството, односно помината е линијата на достоинството. И нема цена. Понатаму веќе нема цена. Нема веќе политика, нема веќе политичка кариера. Сега е моментот кога треба да се биде или не. Таа е состојбата. Или македонскиот народ ќе опстои и ќе трае со векови и ќе го поврати изгубеното, или после овие обиди ќе биде трајно асимилиран. Изразува разбирање за овие зборови на Вархеј, вели тој политичар на Европската Унија, кој сака да затвори уште едно отворено прашање на своето биро, но порача дека мора да има разбирање и за состојбите во Македонија. Мицкоски се пожали дека околу прифаќањето на овој француски предлог опозицијата била целосно изолирана. Овој пат да, морам да признам дека во нешто се сложувам со господин Вархеј, иако го разбирам. Неговата цел не е да сочувствува со нас. Неговата цел е да се ги заврши работите. А наша цел е да ги одбраниме од асимилација на тие работи. И затоа сакам да кажам дека ВМРО ДПМН ќе продолжи и понатаму да го штити македонскиот идентитет, бидејќи единствената црвена линија која што е помината е линијата на достоинството. Опозицијата останува на ставот дека референдум за преговарачката рамка мора да има. Мицкоски во изјава за Дојче Веле порачува дека со тоа што власта избегнува референдумско изјаснување и избори, јасно покажува дека бега од својот народ. Не се сомневам дека власта ќе направи се само да не се соочи со народот. Бегаат од референдум, бегаат од избори, а суштината е дека бегаат од народот. Ако собранието било ненадлежно, зошто тогаш носеа заклучоци? На крајот во заклучоците стои дека собранието и препорачува на владата да ја усвои и прифати предложената рамка. И тука нема бегање преку барање на процедурално алиби. Лидерот на ВМРО ДПМН кажа дека повеќе детали околу тоа како би било формулирано референдумското прашање ќе има во втората половина од месец август.